Слово 10 за озборувањето. Никој паметен, мислам, нема да оспори дека омразата и злопамтливоста го раѓаат озборувањето. Затоа во своето излагање го поставувам на ова место, веднаш зад неговите родители. Озборувањето е рожба на омразата. Тоа е суптилна, а крупна болест, скришна и подмолна пијавица што ја цица и ослабнува крвта на љубовта. Озборувањето е лицемерство на љубовта, причинител на осквернување и оптоварување на совеста, уништување на чистотата. Како што некои девојки грешат јавно и бесрамно, а други потајно и срамејки се прават и полоши работи од првите, нешто слично може да се забележи и кај срамните страсти. Многу бројни се тајно однатре расипаните девојки. Лицемерието, лукавството, грешната тага, злопамтливоста, озборувањето во срцето. Видливо тие представуваат едно, а внатре гледаат на друго. Кога во една пригода ги чув некои луѓе како зборуваат, им се заканив. Вршителите на ова зло во своја одбрана наведуваат дека тоа го прават од љубов и грижа за нивниот предмет на озборување. А јас им реков, оној што тајно го клевете ближниот свој, тој го изгонив. Псалм 105. Ако навистина го сакаш ближниот, така што како што велиш, помоли се тајно, а не да го исмеваш човекот. Тоа е начинот што му е угоден на Господа. А и ова нека не ти остане непознато, па ќе се чуваш да не ги осудуваш луѓето што се сопнале. Додека Јуда бил ученик Христов, разбойникот им припаѓал на убиците. И чудо како во еден миг се случила онаква промена. Кој сака да го победи духот на озборувањето, нека му ја припишува вината не на оној што паднал, туку на демонот што го турнал. Зашто никој не сака толку намерно да греши против Бога, иако никој од нас не греши принудно. Познавав еден човек кој јавно сгреши, а тајно се покаја. И оној што го осудив како блудник, пред Бога беше веќе невин, откако со своето искрено обраќање го смилостиви. Никогаш немој да се стеснуваш пред оној што во тоа присуство го озборува ближниот, но дури и речи, стој брате, јас секој ден паѓам во потешки гревови, па како можам да го осудам? Така со еден замав ќе извршиш две добра. Со еден лек ќе се излечиш и себе си и ближниот. Тоа е еден од најкусите патишта да се добие прошка за гревовите, не осудувањето. Не судете, за да не ви биде судено. Лука 6:37. Како што огнот и се противи на водата, така и осудувањето му е туѓо на оној што сака да се покае. И кога би видел како некој греши дури и на умирање, ни тогаш не го осудувај. Судот Божи на луѓето не им е познат. Некои јавно вршеа големи гревови, но уште поголеми добродетели вршеа тајно. И оние што толку ги исмеваа се излажаа, зашто од чадот не го видоа сонцето. Чујте ме, чујте сите вие што строго им судите на туѓите дела. Ако е точно, а точно е, дека со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, Матеј 7:2, тогаш секако ќе паднеме токму во оние телесни или душевни гревови за кои што го обвинуваме ближниот. Строгите и грижливи судии на гревовите на своите ближни боледуваат од оваа страст, затоа што немаат совршено и трајно сеќавање или грижа за своите собствени гревови. Бидејќи оној што точно, без покривалото на самолюбието, ги гледа своите зли дела, за ништо друго од земните работи веќе не се грижи, мислејќи на тоа дека ни за собствениот плач нема да има доволно време, макар да живее и 100 години.
Па макар кога би видел и дека од неговите очи протекува цела река солзи, голема како Јордан. Го испитував плачот и не најдов во него ни трага од озборување и осудување. Демоните не наговараат или да грешиме, или ако не грешиме да ги осудуваме оние што грешат. За така убийците со помош на второто да го извалкаат првото. Знај дека злопамтливите и злобни луѓе се препознаваат и по тоа што тие, обземени од духот на омразата, лесно и со уживање ги унижуваат учењата, дејностите и добродетелите на ближниот. Познавав некои луѓе кои што тајно искриено од светот вршеа најтешки гревови. А сметајќи се себе си за чисти, тешко ги напаѓаа оние кои што јавно паѓаат во лесни гревови. Да судиш значи бесрамно да си го присвојуваш правото Божјо, а да осудуваш значи да си ја упропастуваш душата. Како што надменоста може и без другите страсти да го упропасти човекот, така и судењето само по себе може совршено да не упропасти. Оној фарисеј беше осуден токму заради ова. Лука 18:10. Добриот градинар бере само зрели јаготки, а незрели не бере. Паметниот и расудлив ум ги забележува само добродетелите и зборува само за нив. А безумниот човек пронаоѓа само недостатоци и вина. За него е речено: го испитаа беззаконието, па исчезнаа тие што ја истражија истрагата. Псалм 63:7. Не осудувај ни тогаш кога со своји очи ќе видиш дека некој греши. И очите често се лажат. 10 скалело. Оној што го совладал, станал трудбеник на љубовта или на плачот.